Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Детоксикацијата, односно чистењето на организмот од акумулираните токсини, се одвива спонтано, велат стручните лица, преку органите како што се црниот дроб и бубрезите. Но сепак овој процес може да се забрза. Прито е важно секој од нас самиот да внимава за начинот на исхраната и животниот стил. Велат дека најбрз и најефикасен начин за детоксикација е пиењето 2 чаши млака вода на гладно или пак непосредно пред јадењето. Дали е ова точно? Овозможува ли постот детоксикација на организмот? Кои се најдобрите чистачи на телото од акумулираните токсини? Денеска во Телма амбуланта ќе ни објасни Надица Илиевска, дипломиран нутриционист од Нутриционист консалтинг. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Почитувани, започува денешната Телма амбуланта. Зборуваме за една интересна тема, на кој начин телото да го исчистиме од акумулираните токсини. Надица Илиевска е гостинка во студиото. Здраво, Надица, добре ни дојде. Добро ве најдов, како и секогаш. Некои стручни лица велат нема потреба да се прави детокс на организмот, бидејќи тој се одвива спонтано. Други пак велат неопходен е, бидејќи постојано конзумираме процесирана храна, полна со адитиви, конзерванси, па е потребно да се потикне тој процес за побрзо сето ова да се елиминира. Па што точно представува детоксикацијата? Па денеска малку од страната на исхраната ќе ја погледнеме детоксикацијата, иако тоа е еден многу сложен процес. Меѓутоа, детоксикацијата е позната колку што е историјата на човештвото, значи одредени рецепти за чистење на телото познаваме уште од Стар Египет, Рим, така да не е нешто што е ново, иако денес морам да признаам дека преминува во еден вид на мода. Детоксикацијата е неопходна во денешни услови, мораме да ја потпомогнеме, бидејќи еволуцијата на нашите спонтани начини на чистење на организмот од токсините не го пратат она што се случува во реалниот живот. Вишокот на стрес, начинот на исхрана, нови видови на храна, адитиви, загаденост, електросмог, тешки метали, ритам на исхрана, што значи дека сето тоа е малку повеќе на нашите природни идеални процеси кои што нашиот организам ги има за да го отстрани и односно да ги отстрани вишокот на непотребните материи. Две основни правила има во однос кога зборуваме за детоксикација. Првиот е да му овозможиме на црниот дроб, вклучително жолчката и бубрезите, да работат спонтано на чистење на токсините, а вториот е да направиме она што денеска се бориме и е многу актуелно, да направиме рамнотежа во дигестивниот тракт, најточно речено во цревата, за да можеме да им овозможиме на другите системи да работат добро и да не преку цревата внесуваме во циркулација, значи токсини кои што понатаму ќе треба да го оптеретат црниот дроб, жолчката, бубрезите и така натаму. Кога зборуваме од аспект на нутрициониста, како се одвиваат овие процеси на детоксикација, бидејќи многу често можеме да слушнеме, јас сум сега на некоја детокс диета, го прочистувам организмот, колку време обично траат? Значи, тие режими на исхрана всушност? Генерално, иако основите на чистењето на организмот преку храна се исти и треба да бидат исти, начинот на примена системски мора да биде индивидуален. Дали има пропратни хронични заболувања, возраст е исто така многу битна, начин на живот, дали се работи за индивидуа која е под тешко физичко оптеретување, дали се работи за интелектуално оптеретување и седентарен начин на живот, сето тоа треба да се земе во предвид. Меѓутоа, се што е под 40 дена, во најкраток можен период 27 дена, всушност е само еден вид на насилство
врз нашиот организам. Не Бидејќи може. некои одбираат детокс диети што траат од 3 до 7 дена. 3 дена адхок процес апсолутно не постои. Значи, уште повеќе влегуваме во интоксикација, бидејќи будиме нешто што е закочено, што си нашло некаде место, а 7 дена е исто така многу малку. Потоа, внесување на само одредена намирница, напиток, рецепт, прочитан некаде, применет од некој друг, исто така не е решение, бидејќи ние системски треба да му овозможиме на организмот да она што се натрупало го, бидејќи храната, многумина можеби ќе се налутат од моите колеги за оваа изјава, храната сама по себе е само еден дел од целата приказна. Храната треба да помогне да нашиот организам системски го одработи она што треба да го одработи, односно да се одстранат вишокот на токсини кои што денеска ги имаме на вистина многу повеќе отколку што можеме да ги процесираме. Веќе потенциравте дека не постои универзален начин за детоксикација, дека треба да биде адаптиран за секој од нас, но сепак на интернет кој ќе се направи едно пребарување, излегуваат неколку најчести начини на детоксикација, па и веќе ги разгледаме засебно, вели, пост 1 до 3 дена, веќе споменавте 1 до 3 дена е прекратко време за да се постигне нешто. Конзумација само на сокови од овошје и зеленчук, смуди и чаеви, потоа пиење само одреден вид на течности како што се солена вода или сок од лимон, избегнување на мирници што содржат тешки метали и алергени, користење лаксативи, комплетно исфрлање на алкохол, кафе, цигари и рафиниран шеќер, исфрлање масти од исхраната. Надица, ќе одиме редоследно. Пост 1 до 3 дена, значи веќе го дефиниравте тоа дека е прекратко, но постот, гладувањето, овозможува ли детоксикација, односно елиминирање на отровите од организмот? Да се задржам на кратко на краткотрајните агресивни постови. Важноста на детоксикацијата е оправдана само во случај да ние нутритивно не страдаме. Доколку имаме такви големи, значи краткотрајни шокови, ние не сме во можност нутритивно, значи да обезбедиме на нашиот метаболизам се што му е потребно. Соковите, тоа беше, мислам, првото, нели? Да, едно по друго се конзумација значи, само на сокови од овош и зеленчук. Значи веќе се надоврзува. Значи само овоше и само зеленчук не може нутритивно да не подкрепи, посебно ако тоа трае повеќе од 3 дена, затоа што ќе влеземе во еден друг процес на интоксикација кога ќе тргнат токсините и ја губиме енергијата која што е потребна за метаболизмот на клетките. Значи, 2 горива има нашиот организам за да функционира нашиот метаболизам. Тоа е шеќерот, многу скапо не чини, факт, меѓутоа тоа е гориво, брзо, и тоа се мастите. Ние 3 дена од нашите резерви во мускули, во црн дроб, ќе ги искористиме, меѓутоа 4-тиот и 5-тиот ден после тие сокови, апсолутно енергетски паѓаме, тука се главоболки, грчеви во нозе, се чувствуваме уште полошо, го намалуваме базалниот метаболизам, организмот едноставно го фаќа паника, а второ, познато е дека јас сум многу голем противник на сокови, бидејќи многу често ние никогаш нема одеднаш да седнеме и да изедеме 500 грама овошје и зеленчук. За детоксикацијата е многу битно да бидат порциите мали. Додека спакувано во сок, тоа е една добра, солидна, голема чаша, која што ние ќе ја исконзумираме за неколку минути, да не речам за 5 минути ни толку, и тогаш правиме инсулински скок, правиме исто така едно шокирање на цревата кој што можеби ни се заспани, а најверојатно ни се доколку ни е потребна детоксикација, и на тој начин всушност забрзуваме еден голем оксидативен стрес. Да,
најважните детоксикатори се полифенолите, биофлавоноидите во овошјето. Да, хлорофилот е единствен кој што ги лови тешките метали. Меѓутоа, зошто тоа да не биде салата 2 пати во текот на денот? Зошто тоа да не биде овошје? Оправдувам сокови, смуди, пасирано, само во случаеви кај лица кои што навистина немаат достап на нормален појадок, значи не се во состојба на работното место, таква им е видот на работата да не можат да се оддалечат нормално да појадуваат, немаат време, имаат, например, состаноци или пак работат во фабрика на процес кој што не можат да го прекинат, и оние кај кои што е веќе утврдено недостатоци на дигестивниот тракт. Значи, одредени видови на гастрити, немање на ензими за варење на храната, тогаш во мали порции, разделени во текот на денот, она што треба да го дадеме, треба да го искомбинираме за да го смириме високиот скок на инсулин, бидејќи ништо не сме направиле, доколку во текот на детоксикацијата ние нашиот панкреас упорно го буткаме да работи, па тој упорно ќе го бутка црниот дроб да работи и нема да може, значи, да го прифати она што од цревата влегло во циркулација, преку кардиосистемот влегло во црниот дроб, и фабриката почнала да работи. И тогаш црниот дроб работи на принцип хитно и битно. Кога ќе дојде нешто хитно, тогаш сите други процеси застануваат и се одработува тоа што е хитно, еве, например, алкохолот. А што е со чаевите? Препорачувате да се пијат во овој процес? Чаеви за детоксикација има најразлични. Ако тргнеме од најважните елементи на детоксикација, тоа е добрата хидрираност. И водата, она со кое што најавивме дека е најважно, чаевите доаѓаат во предвид во склоп на целата приказна. Например, чај од коприва, чај од ѓумбир. Секогаш сакам да го спомнам ренот, бидејќи е наш овде територијален, многу сличен на ѓумбирот, многу малку го користиме. Камилица, доколку имаме возбуден дигестивен тракт, кантарионот доаѓа, мајкината душица, меѓутоа никако лаксативи. Зошто невел? Некој смета дека тоа е убав начин за детоксикација. Ке се испијат лаксативи, ке се изчистат цревата. Значи, лаксативите делуваат на начин на кој што го ја забрзуваат перисталтиката, грчењето на цревата. И доколку вие сте интоксицирани, доколку вашите црева се заспани, имате дисбиоза, нарушена цревна флора, секогаш ретко кој од нас има идеален микробиом, доколку имате одредени, значи, синдром на пропусливи црева, вие уште повеќе го напнувате она кое што треба да го возобновите. Да не заборавиме, секое нагло чистење не оди со детектор да ги бара лошите работи, па само нив да ги исфрла, туку исфрла и одредени работи кои што нас не се потребни во цревата и треба да влезат во циркулација. Што значи дека тоа е најлошиот начин на детоксикација. Одиме понатаму, доаѓаме пиење само одреден вид на течности, како што се солена вода или сок од лимон. Ке започнеме со млаката вода наутро. Исто таа е препорака за успешна детоксикација. Препорачувате млака вода да се пие? Битно е да не биде ладна. Зошто? Затоа што ладната вода во нашиот дигестивен систем кој што одмарал, кој што спиел, каде што наутро сме стоплени од спиењето, ќе направи вазоконстрикција, ќе го стегне, што значи дека генерално не треба да пиеме ладни напитоци. На собна температура, значи најдобро да биде водата. Собна температура треба да биде водата. Ако сакаме да го забрзаме целиот процес на чистење, не мора да сме во процес на детоксикација. Апсолутно најдобро е утрото да го почнеме најмалку со 200 до 250 грама вода, која што е на собна температура. На гладно? На гладно.
Зошто? Затоа што во текот на ноќта единствено нешто кое што бурно работи во нашиот организам и не спие е црниот дроб. И тој веќе после 4 часот наутро бутка тоа што одработил бурно во жолчката према бубрезите, тука искористил многу вода и потребно му е веднаш, значи, да може да подпомогнеме на тоа што пратил црниот дроб кон одредени други системи, да сето тоа, значи, помогнеме да се исфрли на некој начин. Второ, го припремаме на тој начин желудникот за појадокот и уште ако тоа биде малку лимон, С-витаминот идеален е за будење на жолчката. С-витаминот знаеме дека е антивирусен, меѓутоа ја буди жолчката. Значи неколку капки лимон во водата? Да, неколку капки лимон во водата. Потоа малку рен или малку ѓумбир. Исто така, тој пак ќе ги релаксира жолчните канали и процесот на тој начин ќе започне. Ние нема дехидрирани да го почнеме денот, што значи дека еве најдобриот и најлесниот начин да ги почнеме процесите на чистење во нашиот организам уште наутро од Некои кога ќе станеме. имаат проблем да испијат млака вода, доколку додадеме парче портокал, јаболко, краставица, во Краставицата неприфатливо е е? исто така идеална. Краставицата е исто идеална, ќе даде и малку минерали, бидејќи ни треба магнезиум. За сето ова да се сработи ни треба магнезиум. Па вон темата ќе кажам, многумина сега е популарно да се пие магнезиум. Од тие причини препорачувам оние кои што конзумираат магнезиум да го испијат навечер пред спиење, за да може наутро со водата, значи да се вклопи во целата приказка, значи на чистење. На вистина е проблем, јас лично сум го имала тој проблем да го започнам денот со вода, меѓутоа се е навика, не мора веднаш да почнете со 250 милилитри, Може и со почнете помалку. со една чаша, ритуалот на кафето, може да една чаша вода додека го припремаме кафето, сосема е добро и е многу интересно доколку тоа го правиме по дефолт, смислено и намерно 7-8 дена, наутро ќе се будиме жедни. Наутро ќе се будиме жедни. Се е навика, како што Да, споменавте. да. А зошто се препорачува солена вода? Ова е малку чудно. Значи, ова и јас Или го сок од наоѓам. лимон? И ова и јас го наоѓам, меѓутоа апсолутно не го поддржувам. Солената вода е исто како во море кога ќе се наголтате не сакајќи солена вода, предизвикува неверојатен процес на дехидратација. Апсолутно нема потреба да го започнуваме денот со вишок на натриум, затоа што генерално многу често и кога ќе приметиме кај популацијата отоци, тоа не е сигнал дека организмот треба да го детоксицираме, затоа што токсините организмот знае да ги депонира. Значи тука може да се со ова може да се влошат Се влошува здравствените проблеми. едноставно Воопшто да не се ризикува со оваа препорака, со овој дехидрираме. предлог за Ајде детоксикација. наједноставно што можам да го дали е пожелно кога пливаме во море да голтаме солена вода. Така, јасно. Апсолутно не А е. со сок од лимон? Сок да од се лимон почне може, утрото? да, бидејќи Може. лимонот е исто така во нутрицијата еден феномен, тоа е еден кисел продукт кој што предизвикува базна реакција во нашиот организам. Избегнување намирници што содржат тешки метали и алергени. И сега ова баш и не можеме да процениме што содржи тешки метали, бидејќи тие се секаде околу нас. Тешките Почвата метали е се загадена од проблем кој тешки што метали. и науката и ние како општество ќе мора да се занимаваме понатаму, затоа што веќе постои медицина базирана на докази, кое што на вистина веќе одредено кажува дека тешките метали кои што ги примаме не само преку храната, се насекаде околу нас и нашиот организам еволутивно не ги препознава и ќе му треба време на уште една долга еволуција за да најде начини како да се справи со нив. Се смета дека живата посебно и оловото се секаде околу нас, храната е најоптеретена со жива, оловото воздухот и на вистина имаме проблем со тоа како
да се справиме со тешките метали, конзумирањето на органската храна, најдов на една студија правена во Аргентина, дека само ослонување на органска продукти не е решение за справување на организмот. Да. И замислете, козметиката дава исто толку резултати, значи отстранување на козметика, модерна козметика, дава исто резултати како и конзумирање на органска храна. Достапност на чист воздух е можеби најголемиот начин да се заштитиме од тешките метали. Пластиката, која што е неверојатно распространета во денешно време, е исто така, но треба да знаеме дека постои решение и за тешките метали. Има чистачи? Хлорофилот е единствен кој што може заедно со антиоксидансите и тоа фенолите, биофлавоноидите, да го спречи оксидирањето на тешките метали. Впрочем, ние борбата на животот е да ја намалиме оксидацијата во нашиот организам. Хлорофилот сега за сега е единствено научно докажана хемиска компонента која што може да, како скавенџер, значи, да го улови тешкиот метал, да го спречи неговото оксидирање и да го исфрли надвор од организмот. И морам да кажам дека тешките метали се исфрлаат во 90% преку дебелото црево, што значи дека тука треба детоксикацијата да биде основна, значи дебелото. Што значи како хлорофилот да го внесеме? На кој начин? Зелените зеленчуци, значи мора да бидат присутни на дневна основа. Тоа како да сме го заборавиле, значи темно зеленото. Исто така во однос на храната, ние имаме навика да го фрламе зелениот дел од она што го конзумираме. Кога одите на пазар, ве молам, кога купувате ротквици, замолете да не ви ги скинат зелените листови, затоа што тие имаат се што има и ротквицата, меѓутоа плюс хлорофил. Купувајте од оние моркови кои што се уште имаат зелен дел, конзумирајте го и тој. Може, значи тоа може да се конзумира. Значи тоа е фактички она што со хлорофил го храни коренот, значи зеленото. Боровницата е исто така, има одредени хесперидин, значи одредена група на биофлавоноиди, шипките, и да не го заборавиме, најефтиното и најдостапното е коријандерот. Секоја куќа коријандерот, значи тој е исто така неверојатно докажан, значи дури како зачин кога се употребува? Значи во сите облици. Зачин, во свежа салата, чај, време на зимници, ставете го во секоја зимница. Апсолутно. Значи тој помага во елиминирањето на тешките метали од организмот. Сега се смета дека дел од билните влакна кои делуваат пребиотски, кога ќе ги комбинираме со хлорофилот, со темнозелените, тогаш добиваме двоен ефект и ја враќаме најбрзо рамнотежата на цревната флора. Идејата на тешките метали е да не влезат, да не дозволиме да влезат во циркулација. Но бидејќи влегуваат постојано, очигледно дека ќе треба се преземат некои вакви мерки за со прехранбените продукти, односно со хлорофилот, коријандерот и сето останато да бидат елиминирани. Знаете, на работата на нас нутриционистите ми се чини дека наредните 20 години ќе биде одржување на добра цревна флора, односно здравје на цревата, бидејќи системски тоа научно се покажа како најкраткиот и најдобриот пат за добро здравје. Да ги поканиме, Надица, гледачите пред да продолжиме понатаму на телефонскиот број 023076 Сите дилеми што ги имате на оваа тема можете да ги споделите со нас во Телма Амбуланта и одговор да добиете од Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг. Надица, следно е користење на лаксативи, тоа веќе го појаснивте, комплетно исфрлање на алкохол, кафе, цигари и рафиниран шеќер. Би се задржала на рафинираниот шеќер. Односно на шеќерите. Споминавте дека главно гориво во нашиот организам е шеќерот.
Но спомнав Но не- дека тоа но е не и најскапото. рафинираниот шеќер. Да, но тоа е и најскапото, тоа највеќе не чини, значи тоа е најскапото гориво. А рафинираниот и додадениот шеќер не, затоа што веќе знаеме дека интерферира во дигестијата на храната. Кога нас храната нема да ни биде добро проварена, таа ќе продолжи во нашиот дигестивен систем и таму е неверојатна храна за габи, бактерии, вируси, па Паразити. дури и за тешките метали. И тука настанува дополнителна ферментација, тоа е интоксикација, но шеќерите се најбрзиот пат да оптеретиме инсулин и да фактички промениме се добро што се случува во дебелите црева. Значи, најбрзиот начин да ја упропастиме нашата цревна флора и да направиме синдром на пропусливи црева се шеќерите. Мораме шеќерите да ги смириме со нешто. Затоа велиме сложени јаглени хидрати. Јас во Тука период... спаѓаат овошките? Овошките мора да ги зимаме во мали дози, распоредени во текот на неколку ужини, да ги смириме. Најчесто сакам да ги смирувам со семки од сончоглед и од тиква, бидејќи самите тие имаат антипаразитски, антифунгални, антибактериски својства, со многу малку маслинов зејтин, значи во салатите, меѓутоа треба да ги смириме тие високи пикови на шеќер. Доколку шеќерите ги добиваме од целозрнени житарки и доколку ги добиваме од коренести зеленчуци, тогаш веќе придонесуваме во детоксикацијата, а не и одмогнуваме. Имаме двајца гледачи што сакаат да постават прашање на денешната тема. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Се слушаме, да? Да, се слушаме, во програма сте, повелете. Сакам да прашам вак пречугав, содата пиење наутро во причествување, дали е добро или? Се извинувам, што пиете наутро, не ве разбрав? Сода. Сода бикарбона. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се извинувам, што е тоа колијандер, замче некој или овоши? Аха, ќе ви ја појасни сега гостинката. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Две интересни прашања, што е тоа коријандер и дали сода бикарбона е здраво да се зема наутро? Јас лично, тоа е мој личен став, многу ретко препорачувам сода бикарбона, освен доколку клиентите немаат позитивни искуства, но сода бикарбона мора да биде добро разредена и ако се пие сода бикарбона, да не се прават мешани додатоци, па имаме сода бикарбона, па имаме лимон, па имаме мед, тоа веќе не. Значи, многу малку сода бикарбона во поголемо количество на вода ќе делува базно во нашиот организам, но за мене подобро решение е разредена лимонада или млак чај од камилица со неколку капки лимон, отколку сода бикарбона, бидејќи содата бикарбона директно интерферира со производството, односно со киселоста. Киселината. Се менува pH вредноста на менува pH вредноста и желудникот, ритамот варењето. на лачење на ензими го менува. За мене поиздржано е, доколку постојат неверојатни проблеми во варењето на храната, каде што имаме вишок на киселини во одредени здравствени состојби, наместо медикаментозно, понекогаш. Значи, Но и тогаш многу малку наврват на лажичката. да. Значи, содата бикарбона на вистина не можам да најдам научни докази поради што ја стекна таа мега популарност. За мене содата бикарбона треба да се става во машините за перење на алишта, а не во нашиот организам. Коријандерот е зачин на изглед многу сличен на магданосот, многу сличен, но има погусти, посветло зелени и морам да кажам дека го има веќе на нашите пазари, помалку, меѓутоа коријандерот во домашни услови е нешто што најлесно се одгледува. Во секоја земјоделска аптека има семе од коријандер, сите 4 годишни времиња во кујна може да се одгледува, издашене
А исто така во маркетите го има и во сува. И во сува варијанта, што значи дека и по вкус дури е подобар од Макданосот. Мене лично ми е и повкусен. И мене лично. Повкусен ми Се е. работи за вкус и во источната кујна, ако не се лажам, таму доминира и е прилично Да. застапен. Да. Но ете може да внесеме и нешто во нашата кујна што е Коријандерот се толку користел во добро и нашата, здраво. ние го викале миродија. Значи има Значи и кај нас има историја на користење. исто има, го викале миродија. Не мислеле на Макданосот, Така. туку го викале миродија. Имам уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Сакам да ве прашам, после ручек, после 15-20 минути, јас одам по голема нужда. И после тоа, значи после пола сат, повторно се чувствувам гладна. Дали то брзно метаболизам, Така. мислам ручекот ми е со салата, голема порција на салата. И секогаш што ви се случува после ручекот? После ручек, после ручек. Аха, по секој оброк, ако не се лажам, така? Како? После секој оброк? Да, после А, после секој оброк. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Дали ова брз метаболизам? Значи, најголемата грешка е дека честите столици се брз метаболизам. Брз метаболизам што значи? Значи дека она што сме го изеле преку нашиот крвоток, нутритивите, влегле во здрава клетка, таа здрава клетка направила енергија, ние имаме енергија, се осеќаме здраво, сме ведри, тоа е брз метаболизам. Честите столици се секогаш резултат на недобра дигестија. Или има проблем во желудникот во однос на варењето на храната, или има недостаток на ензими. Најчесто болката на 21. век е недостаток на ензими, затоа што за да се лачат ензими, треба да предстои припремен период на нашиот организам. Стилот на живење да е таков, да ние веќе немаме припрема за оброк, што значи дека во овој случај препорачувам посета на лекар. Бидејќи се се што провери. влегува во организмот Да, и излегува тука веќе веднаш. се влегува во еден тип на малнутриција. Препорачувам на гледачката посета на лекар, испитување, значи, на состојбата на дигестивниот тракт, вклучително и цревата, значи, може кај тенкото црево да има некој проблем, не мора да е во желудникот, но најчесто тоа е едноставно не ја примаме нутритивната вредност од храната со тие чести столици. Така. Имаме многу малку време, но уште еден начин за детоксикација ќе разјасниме, а тоа е исфрлање на масти од исхраната. По тој период треба сосема да се исфрлат мастите? Па рековме дека треба, јас генерално, ако немаме време, ќе се обидам многу накратко. Генерално, значи, треба да се исфрли алкохолот, за да не го оптеретиме Кафето, црниот цигарите. дроп. Кафето, да, то најмногу ми реагираат кога ќе речам барем 10 дена без кофеин, иако кофеинот во принцип не е Не е лоша штетен, работа, така. тешките метали преку цигарите, но истото важи како алкохолот и за мастите. Ако веќе сакаме да ги подбутнеме процесите на детоксикација, знаете, мастите се произведуваат во црниот дроб. Не мора додатно, значи тој период кога ги подбутнуваме, не мора додатно да му даваме работа на црниот дроб, имајќи во предвид дека многу често потребата за детоксикација е кај луѓе кои што имаат стеатозен хепар, односно кои што имаат замастен црн дроб или имаат некаков дисбаланс во холестеролот, иако детоксикацијата не е решение за висок холестерол. Решение, бидејќи некако логиката е таа, ќе се намали внесот на мастите, ќе минеме низ процес на Детоксикацијата е детоксикација. претходницата на процесот на исхрана за намалување на мастите.
Сакам да разјаснам нешто. Ние мастите, холестеролот не го правиме од храната што го јадеме. Црниот дроб е тој што ги произведува мастите. Колку ние повеќе го буткаме да работи да произведува, а тоа се шеќерите, да. тој прави масти и не можејќи да се справи ги бутка во циркулација, значи за да се ослободи. Мастите ги одмараме во процесот на детоксикација. Сите масти? Дури Сите оние масти корисни што се како што е во маслинов, многу мали зејтин. количини. Во многу мали количини за да можеме да искористиме нутриенти растворливи во масти. Значи за да го одмориме црниот дроб. Ако имаме многу кратко време да сумираме во 60 секунди. Значи наутро да го почнеме денот со вода, водата останува, значи да се качиме над 2 литра вода. Обавезен појадок, појадокот да биде со претежно зеленчук, Добро. овошјето да го поделиме во 3 мали порции, ручекот да биде вариво од зеленчук, со многу малку протеини, И тие сварени, претпоставам, и ако е тие месо, да бидат месото е варено. сварени, да, и тие да бидат, ужината попладне, значи да ни и биде сува урма, една, не 15, една сува смоква, компот, сезона на тиква, може да се искористи, печено јаболко, и вечерата, исто така, да ни биде нешто, например, оброк салата. Сложен јаглен хидрат, ајде, например, да кажам, јас сакам да кажам многу, кус-кус во комбинација со свежа салата. Надица, благодарам многу за овие корисни совети. Сите ова 20 на дена, 21, Минимум. 2. До колку рековте горна граница? 40 дена веќе може да зборуваме, ако тука добутнеме малку со хлорофил, со пробиотици, со пребиотици, за 30 дена ќе му овозможиме на организмот системски потоа сам да влезе во рутина и да почне да се чисти, но пак се е индивидуално. Во одредени случаеви јас не смеам да прибегнам на ваков агресивен начин од 30 дена, затоа што имаме некое хронично заболување кое што не смее да биде допрено. Пристапот мора да биде индивидуален. Да, посебно кај децата. Ке ни смее или не смее накратко? На 3 години смее и пожелно. Аха. Ке разговараме за ова подително во едно од следните изданија на Тилма Амбуланта. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Секогаш со задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната емисија на Ади Цилиевска, дипломиран нутриционист, која што работи во Nutritionist Consulting, беше гостинка во Тилма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието што и денеска не следевте. Имете пријатен ден.